Ju falemnderit kryetar. Ви благодарам председателя, Pratenički, të nderuar deputet. почитувани пратеници. Настои еден од најсериозните предизвици што оваа влада го отвара за еднината на нашата држава. Тоа е задолжување од 500 милиони евра преку унгарската Екзим банка. Ова задолжување спроведено во тајност, без транспарентност и со крајно сомнителни намери е директен удар врз економијата на Северна Македонија, врз нејзината финансиска стабилност и суверенитетот. Лидерот на ВМРО ДПМН е сегашен премиер најави, а владата сега одлучи да ги стави граѓаните и граѓанките во долгови што ќе ги плаќаме со генерации. Но најзагрижувачки во сето ова е недостатокот на транспарентност и брзината со која ова задолжување најавено и веќе се спроведува, без никаква институционална контрола и јавен надзор. Како е можно само 5 дена по формирањето на новата влада, на 23 јуни 2024 година, унгарската Екзим банка да достави писмо со намера за заем од половина милиарда евра. 5 дена. А уште по-застрашувачки е фактот што преговорите за овој заем се почнати со странска влада, уште додека ВМРО ДПМН се во опозиција. Како? Зошто? И според кој правила? Ова е јасен показател дека преговорите за ова задолжување далеко од очите на јавноста и без каква било легитимна контрола од страна на надлежните институции е одлука што не се носи за 5 дена. Ова е договор направен зад затворени врати, кој носи огромни економски и политички последици за сите нас. Почитувани, целиот процес кој започна институционално, сега го внесува сомнежот за намерите кои стојат за задолжувањето директно во институциите. Фактот што се случи преседан, што наводната потреба за задолжувањето беше образложена од страна на пратеник, а не од надлежното Министерство за финансии, отвара големи прашања за тоа дали оваа одлука е навистина во согласност со економските интереси на државата. Каде беше Министерството за финансии во овој процес? Зошто владата го изостави ова министерство? Дали неговото, тоест нејзиното отсуство на Министерката за финансии значи несагласување или уште полошо неподготвеност да преземе одговорност за оваа одлука и за нејзините последици? Се соочуваме со ново задолжување кој се презентира без јасно образложение, односно со бојкот од институцијата која треба да гарантира фискална одговорност. Овој бојкот од надлежното министерство е сигнал дека ова задолжување е толку проблематично што дури надлежната институција одбива да го преземе од товарот на одговорност. Кога министерството кое треба да биде водечкиот економски авторитет не учествува во ваков процес, тоа значи дека дури и во рамките на владата има сериозни несогласувања. Почитувани граѓани и граѓанки, владата ветува 1 милиарда евра. А сега гледаме како овој износ е преполован. Сигурно ги фатило паника кога виделе дека и со 500 милиони евра задолженост државниот долг скокнал на алармантно ниво од 68% од бруто домашниот производ. И полека се влегува во системот и се внесува во системот на мала врата. Без транспарентност. Но вистинското прашање, зошто овој процес се водеше во тајност? Зошто јавноста не се информираше за условите на овој заем, за каматните стапки, за роковите и за целта на овие средства? Дали владата се плаши од реакцијата на граѓаните ако вистината излезе на виделина? И зошто овој заем не се објави во предизборието, бидејќи веројатно стравувале дека голем дел од гласачите ќе ја видат поврзаноста со претходното раководство на ВМРО ДПМН. Во образложението на овој договор се повикуваат на Законот за јавен долг, но никаде не се споменува дека може да се преговара во 4 очи за заем од вакви размери. Законот јасно предвидува дека задолжувањето мора да биде транспарентно, со јасни услови и со поинституционална процедура. Наместо тоа, имаме тајни преговори кои водат кон огромни долгови, чии последици ќе ги чувствуваме со години. Владата на ВМРО ДПМН не покажува никаков интерес за јавниот интерес.
туку работи исклучиво во полза на своите политички агенди и на скриените договори со странски интереси. Дополнително, државата не само што ќе биде должник, таа ќе плаќа провизии на фирма која нема сама да ја избере. Изборот за неја ќе ја направи банката. И кога споредувате што се правело во минатото, не треба да видите која донел одлуката за избор на компанијата и чии интереси таа компанија представувала. Дали интереси на владата или интереси на банката. Во овој случај, покрај провизијата од 0,5% за неповлечени средства, добиваме искриени трошоци за правни услуги кои во суштина немаат никаква врска со македонските институции. Затоа што ќе се плаќаат не само за заштита на правата на банката, туку и за спроведување на низините права од договора за задолжување. Се појавуваат скриени трошоци за кои многу малку или воопшто не можеме да слушнеме, нит прочитаме. Сега, за да соодветно ја информираме јавноста, почитувани, во собрание го имате договорот и законот. Овде никаде не стои колку е износот на овие скриени трошоци кон избраната правна консултантска куќа од страна на банката. Така да измислените 70.000 евра и можеби 700.000 или пак 7 милиони ги знае само владата. Но наскоро ќе видиме во отворени финанси. Преговорите за задолжувањето се доказ за неподготвеноста на актуелната влада да управува со јавните финанси на транспарентен и одговорен начин. Ветувањето на 1 милиарда евра заем, сега преполовен, преговарано во тајност и без институционална контрола, покажува дека ВМРО ДПМН нема јасен план за економски развој на државата. Нивната единствена цел е да ги задолжат граѓаните. Ваквите преговори, без јасен надзор, носат и други ризици. Преговарањето за тајни заеми со надворешни заемодавци ја загрозува нашата економска независност и суверенитет. Кога се преговара за вакви огромни суми без да се информираат граѓаните и институциите, се остава простор за политички манипулации и корупција. Странските заемодавци може да поставуваат услови кои ќе бидат неповолни за нашата држава и ќе влијаат на нашите внатрешни и надворешни политики. Унгарската Екзим банка, како што е добро познато, е политички инструмент за задкулисни кругови, која често се користи за финансирање на проекти кои имаат тесни врски со политички и олигархиски структури блиски до власт. Оваа банка има историја за финансирање проекти кои отстапуваат од западноевропските вредносен корпус. И сега се поставува прашањето: дали истото ќе се случи и кај нас? Дали ќе бидеме приморани да правиме политички отстапки во замена за овој заем? Дали ќе бидеме ставени под влијание на надворешно политички агенди кои не се во согласност со демократските вредности на нашето општество? Дали владата ќе биде подготвена да ги брани интересите на граѓаните или ќе попушти пред политичките и економските интереси на надворешните сили? Граѓаните треба да добијат одговор и за свртувањето кон истокот со гласањето на нашата држава на последниот НАТО самит во Вашингтон. Да, од страна на владата, предводена од ВМРО. И конечно, дали ова навистина се унгарски пари или кинески пари? За ова граѓаните заслужуваат одговор. Почитувани пратеници и пратенички, не треба да бидеме наивни. Ваквите заеми не доаѓаат без политички услови. Нивното финансирање може да ја засили зависноста од режими кои се познати по авторитарни практики и ерозија на демократијата. Дали сакаме нашата земја да биде вовлечена во орбитата на држави кои користат својата економска моќ за да ги подкопаат темелите на слободата и правдата? Ова не е само заем. Ова е потенцијална замка која може да ја стави Северна Македонија на патот кон политичка подреденост и економска зависност од режими чии интереси не се усогласени со интересите на нашите граѓани и со демократските идеали кон кои ние се стремиме. Јасно е дека ваквите договори не се прават во интерес на граѓаните. Ова задолжување, спроведено без каква било контрола,
носи огромен ризик за економска стабилност на државата. Идните генерации сигурно ќе ги плаќаат долговите и последиците што денес ги прави оваа влада. А граѓаните ќе се соочат со зголемени даноци, зголемена инфлација и намалена куповна моќ. И ова не е патот кон економски развој. Почитувани, во образложението на овој заем, првата и примарна цел што се наведува е унапредување на постојаната и воспоставувањето на посебна економска врска со Унгарија. Никаде, апсолутно никаде, не се споменува тоа што премиерот го најавуваше. 250 милиони евра директна помош за македонската економија, под истите услови што се споменуваат за заемот, 3,25% поени камата, 3 години грејс период и 12 години рок на исплата. Или вкупно 15 години. Ако ова беше толку голем успех за македонската економија, зошто нема ниту еден збор за тоа во официјалното образложение? Наместо тоа се наведува една генерализирана цел за унапредување на економската соработка со Унгарија, што не кажува ништо конкретно за тоа како и на кој начин овој заем ќе ја подржи македонската економија. Ова создава сериозни сомнежи за вистинските намери за ова задолжување и за тоа како средствата ќе бидат распределени. И не е само тоа. Праксата јасно покажува дека кога Екзим банката од Унгарија или било која Екзим банка дава заеми, таа често доаѓа со услов парите да се користат за фирми од матичната земја. Но каде е овој услов во образложението или во договорот? Зошто никој јасно не кажува дека средствата можеби ќе отидат директно за одредени унгарски компании, а не за подршка на македонскиот бизнес? Зошто македонските компании не се споменуваат? Државата се доведува во ситуација со пари на граѓаните, евентуално да финансира странски фирми, наместо домашните. Овој заем е удар за домашните компании, нивно изфрлање од економската орбита на оваа влада. Ова е удар во трудот на македонските бизниси и економско предавство на татковината. Дополнително се најавуваше дека 250 милиони евра ќе бидат наменети за капитални проекти кои ќе бидат изведени од општините. Но, само за да ве подсетам, во ребалансот имате 100 милиони евра. Ова ново задолжување од 500 милиони евра директно ја загрозува макроекономската стабилност на државата. И Министерството за финансии тоа многу добро го знае. И секако дополнително ќе го оптовари јавниот долг, кој веќе се движи во опасни нивоа. Како што кажав при ребалансот на буџетот, но и денеска, кога некои 400 милиони евра од овие пари беа сокриени, со додавање на овие 500 милиони евра, јавниот долг надминува 68%. А ако продолжат со истата пракса на редовно задолжување, ќе достигне дури 75% од бруто домашниот производ, што ќе представува алармантна граница за економска криза, а кон која владата очигледно има намера да не доближи. И ова не само што ќе го ограничи просторот за идни фискални политики, туку ќе создаде долгорочни обврски кои ќе мораат да се финансираат преку повисоки даноци или кратење во јавните услуги. Ова задолжување ќе го турка буџетот во спирала на постојани ребаланси, што е јасен показател за краткорочната и неодржлива фискална политика на оваа влада. Преку вакви заеми, Северна Македонија ризикува да падне во замката на економска и политичка манипулација. Ова е типична стратегија за авторитарни држави кои користат финансиски средства за да поттикнат долгови и да наметнат политички и економски услови, како што сме виделе во многу други држави. Недостигот на транспарентност околу условите на овој заем, заедно со неговата геополитичка природа, укажува на намерите кои не се само економски, туку и политички мотивирани, ставајќи ја државата во директна зависност на надворешни актери со ерозивни агенди. Бараме транспарентност
одговорност и јасни планови за развој на нашата земја и затоа не смееме да дозволиме оваа влада да не вовлече во долгорочни. Ju falim. Ви благодарам.